Просечната плата во изминатата година е зголемена за скоро 3000 денари, но тие пари денеска вредат помалку отколку што беше платата лани, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика. Слични податоци покажуваат и пресметките на Сојузот на синдикати на Македонија. Потрошувачката кошничка за едно 4-члено семејство пред една година била 34.000 денари, а сега за истите работи се потребни 5.500 денари повеќе, односно синдикалната кошничка е 39.700 денари. Така, прехранбените производи во јуни биле на 20% повисоки од истиот месец минатата година. Лебот е поскап за 30%, маслото за 50%, шеќерот, месото, млекото, зеленчукот и јајцата за 20%. Пред точно една година, на почетокот на август 2021 година, бензинот Евросупер 95 бил 71 денар, а дизелот 60 денари. Денеска Евросупер 95 е 95,5 денари, а дизелот 94 денари. Тоа значи дека бензинот поскапел за 35%, а нафтата за скоро 60%. Сепак, клучен проблем за секое семејство е како да се обезбеди доволно топлина во грејната сезона со овие цени на струјата и дрвата. Кубик дрва лани чинеше под 3500 денари, но сега тој се доближува до 4500 со најави дека до крајот на октомври може да стигне и до планираните 6000 денари. Ова е реално бидејќи кубикот во Скопје и сега се продава по 5000 денари. Идентично и со струјата која во однос на лани е поскапена за 18%, па семејствата што лани плаќале струја по 2000 денари, сега плаќаат 360 денари повеќе. Владата повикува да се штеди, но ефектите доправа ќе се видат зашто доаѓа грејниот период. Предвидувањата да се дека најмалку 50% од семејствата годинава пристојно нема да се стоплат и дека дома ќе бидат облечени за малку па како да се надвор.